Почитувани граѓани на општина Неготино, денес на оваа пресконференција нема да зборуваме за безобразните изјави од ДПМН дека на митингот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Неготино немало граѓани од нашата општина, туку сме донеле луѓе не знам од каде и со не знам колку автобуси. Денес нема да зборуваме дека го нагрдија градот со илјадници плакати од Ставревски, плакати платени со наши пари. Денес нема да побараме од градоначалникот сметка дали ДПМН и плати на општината за сите закачени манифести по бандерите и канделабрите. Денес нема да прашаме зошто некои делови на градот веќе пети ден немаат вода. Денес нема да го повикаме јавниот обвинител и да го прашаме кој тоа ги користи децата во партиски цели, па ги натерал во црвени мајци да продефилираат на велосипеди низ градот. Денес нема ниту да говориме и за несречните професори и наставници кои глава не можат да кренат од безобразните уцени и притисоци од ДПМН за глас повеќе. Денес нема да прашаме зошто спортската сала во средношколскиот училишен центар не е во употреба, а пред неколку дена ја пресекоа лентата. Денес нема да го прашаме градоначалникот зошто пред 2 дена се симнати 2,5 милион денари од сметката на општината. Со овие прашања ќе се позанимаваат надлежните институции после 5 јуни. Денес, почитувани граѓани, ќе ја споделиме со вас веста која бруи низ градот, веста која не престанала да се шири по сите дворови, улици, населби, веста која гласи: Социјалдемократскиот сојуз на Македонија убедливо ќе победи на овие избори. Неготино сигурно се враќа на вистинскиот пат трасиран од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Неготино повторно го препознава квалитетот пред површноста, просперитетот пред неизвестноста. Неготино повторно чекори кон вистинските вредности, економски развој и достоинствен живот, вредности кои ќе бидат врвен приоритет на новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Неготино на 5 јуни ќе потврди дека 10 е вистинскиот избор, со 5 паѓаме на испитот.